етнички предел Овче поле. Овче поле или Овче полје е котлина и област во Македонија, источно од реката Вардар. Во најголем дел, Овчеполието влегува во состав на општините Свети Николе и Лозово. Најголемо населено место во областа е градот Свети Николе. Теренот на котлината е главно рамничарски, со благи заридести делови во северниот и средишниот дел. Низ Овчеполието минува доста прометниот и важен експресен пат Велес-Штип. На северозапад Овче поле е оградено со ниската Градиштанска планина, а на североисток со Манговица. Помеѓу овие две ниски планини се наоѓа превојот Караула, преку кој минува регионалниот пат Свети Николе Куманово. На југ Овче поле е заградено од ниските ридови Богословец и Иланџа, кои го оделуваат Овчеполието од долината и долното течение на реката Брегалница, наречено Сландол. Кон исток и запад, Овче поле е отворено кон Велешката и Штипската котлина. Овче поле го исполнува пространството меѓу Вардар од југ, Брегалница до устието на Златовица во неа на исток, реката Пчиња на запад и Плавица со незиното продолжение до Пчиња во Кумановско од север. Рамките кои што се испуштаат од Црн врв го разделуваат Овче поле на три делови: средиштен или само Овче поле, Свети Николско и Злетовско поле. Самото Овче поле е главниот дел од таа голема рамнина. Овчеполската котлина се одликува со топли лета, со умерено ладни зими, со повремени екстремно ниски и високи температури, зголемено екстремно температурно колебање и со потопла есен од пролет. Овој предел е земјоделски развиена котлина и е втора по големина житница во Македонија, веднаш по Пелагонија. Од житните култури покрај пченицата најмногу се одгледува јачмен, рж, овес, просо и пченка. Голема е застапеноста на индустриските култури како што се сончогледот. Овче поле е еден од најголемите производители на сончоглед. Потоа луцерката, деталината и крмната пченка, поради тоа што сточарството во Овчеполието е многу развиено. Порано, во голема мера се одгледувале и памук, афион, коноп и лен. Покрај полјоделството, во Овче поле многу развиено е и сточарството. Преку зимниот период, голем број на стадо овци презимуваат во Овче поле, а населението одгледува и крави, волови, бикови и друг вид на крупен добиток, кој во посиромашните села се користи за обработка на земјиштето. Во Овче поле исто така е застапено и живинарството. Од индустријата во Овче поле најразвиена е прехранбената. На територијата постојат голем број на приватни рафинерии за масло за јадење, млекарници, местната индустрија од Свети Николе, а работат и повеќе земјоделски стопанства. Името на Овче поле се претпоставува дека потекнува поради големиот број на стада со овци, кои тука се одгледувани од населението и кои презимуваат во котлината во зимскиот период. Иако името е добиено далеку во минатото, тоа и денес не го загубило своето основно значење, бидејќи во Овче поле се уште се одгледуваат и презимуваат голем број на стада овци. Овче поле е посебна етнографска целина во Македонија. Познати се машката и женската носија од Овче поле, а позната е и влашката носија од овчеполските села.
Во Овче полието се познати и посебната архитектура на куќите, изработката на килимите, познатите ткаени килими од село Делисинци, кои ги има во Музеот на Македонија, а задржани се и многу обичаи кои се и екранизирани. Најпознати се обичаите за Бадник и Божиќ, при орање и сеење на жито и така натаму. Од Овче поле се собрани и голем број на народни приказни, песни, легенди и преданија.